Горди сме, тука се играва и произведби на голем број на текстови од македонски драмски автори, како Коле Чашове, Томе Арсовски, Благо Елисовски Папча, Трајче Крстевски. Од 2004 година театарот работи во рамките на Националната установа Центар за култура Марко Церквинко. А сега има интенција да биде посебен правен субјект, што е желба на актерите, а од друга страна е желба на ансамбл да игра на нова сцена. Верувам дека тоа и ќе се случи. Тодогаш и посакувам успех на нашите актери, на штиците што живот стачат. Нешто посебно треба да се потенцира е фактот дека во своето 7-децениско опстојување Прилепскиот театар посебен акцент го дава на домашното творештво. На истата оваа сцена на која сега стоиме биле поставувани произведби на текстови од македонски драмски автори, меѓу кои на Коле Чашуле, Томе Арсовски, Блажа Рексовски, Благо Елисовски Платнар, Трајче Крстевски, Василе Дилевски. Денеска 18 актери од театарот Војан Чернодрински сочинуваат тим кој во моментов представува врв на македонското глумиште. Податно дека представите на Прилепскиот театар во изминатите 70 години ги виделе повеќе од 1,5 милиона граѓани, луѓе, гледачи, зборува и за нешто друго, за прилепската публика која го сака и го познава театарот. На обележувањето на 70 годишнината од театарот Војан Чернодрински должен сум да укажам дека конечно е започната постапката за обезбедување на документацијата што ќе овозможи реконструкција со надградба и доградба на објектот на Националната установа Центар за култура Марко Церквинко, а се однесува на потребите на театарот. Дека овој талентиран и пожртвуван ансамбл поскора иднина ќе ги има вистинските услови кои ќе бидат на нивото на нивниот врвен уметнички професионализм.